82.000 евра на ден и во делник и во празник. Ова е сумата што во просек ја плаќаат државните институции и јавните претпријатија на Путско Петрол, фирма чиј основач е пратеникот од редовите на ДУИ Исмаил Јаховски. Компанијата за трговија со нафта и нафтени деривати во последните 3 месеци добила тендери во вредност од над 7.350.000 евра. Министерството за внатрешни работи во август склучило договор вреден 1.918.000 евра и тоа за набавка на екстра лесно гориво, Евродизел, Евросупер, како и за млазно гориво. Набавката се однесува за период од 3 години или до исцрпување на утврдените средства. На иста сума од 1.918.000 евра во јули бил склучен договор и со јавното претпријатие за одржување на магистралните и регионалните патишта, но предвидено е овие пари да се потрошат во рок од 2 години. СМ за потребите на РЕК Битола потпишало договор вреден 1,3 милиони евра, а за потребите на РЕК Ослома и тендерот бил тежок на 447.000 евра. Во изминативе 3 месеци меѓу поголемите муштерии на Путско Петрол е и државното водостопанство, каде вработените веќе 3 месеци немаат земено плата, зашто повеќе пати досега протестираа, ако е на Путско Петрол ќе му плати над 150.000 евра за гориво. Компанијата е формирана уште во 1992 година во селото Пласница, но најголем залет зема во последните 5 години откако СДСМ со ДУИ доаѓа на власт. Од тогаш драстично е зголемена нејзината соработка со државните институции и станува главен добавувач со нафта. Компанијата има и десетина бензински станици, а во последно време го шири бизнисот и во градежниот сектор. Путско во 2021 имала вкупни приходи од 48.133.000 евра, што е за 40% повеќе во однос на 2020 година. Компанијата се наоѓа на 67-то место меѓу 100 најголеми во Македонија. Инаку Исмаил Јаховски пред да стане пратеник, претходно беше градоначалник на најсиромашната општина во Македонија Пласница, и тоа во 5 мандати. Во првиот како кандидат на СДСМ, а потоа поддржан од ДУИ. Во моментов начело на општината е братот на Исмаил, Алија Јаховски.